Ја би започнал, ако и ти сакаш, да започнеме ние како се чувствуваме, како кога започна, кога се случи се ова. Лично ќе зборувам пред се за себе. Секако во исто време постои тоа чувство дека нели ова е реалноста и можеби за оние кои што сме индиректно засегнати или допрени од целата оваа вест, нормално не ја прифативме оваа вест со истата тежина како што и најблиските. Тоа не го споруваме дека не знам, или не ја мериме болката, не е идејата за да ја мериме болката, но од друга страна навистина кога ќе видите една таква вест која што пред се вклучува загуба на живот на толку многу млади луѓе, навистина никој не останува рамнодушен на тоа. Сега вистината е дека сите на различен начин реагираме на ваквиот вид на вести, на ваквиот вид на загуби. Некои луѓе можеби повеќе ги потресе, повеќе ги допре, некои луѓе можеби беа во едноставно состојба да не знаат како да реагираат, можеби им требаше неколку дена за да го сватат размерот на оваа загуба. Така да јас би рекла нема погрешен начин, се додека тој начин не го повредува другиот и чувствата на другиот. Затоа се бараше и од медиумите и од сите оние луѓе кои што имаат некакво влијание во медиумите и социјалните мрежи да внимаваат каква содржина постираат, да направат малку пауза од се она што го прават тековно, со цел да се испочитуваат чувствата на оние кои што се навистина и директно засегнати, но и оние кои што навистина ова цела состојба ги погоди. Јас искрено се обидував да најдам зборови, да едноставно како психолог се чувствува во тие моменти повикана да направам нешто, макар и да напишам нешто на социјалните мрежи, но не можев да најдам зборови. Самата јас се чувствував онака баш без зборови. И сега искрено не се ни сеќавам што напишав точно, но беше како дека било кои чувства што сега се јавуваат се во ред, дека дури таа агресија која што се јави кај одредени луѓе кои што особено нели луѓето во Кочани е нормална и прифатлива во овој момент. Што очекувате од луѓе кои што вакво нешто им се случило? Секако дека нема да застанат мирно да разговараат и да зборуваат во тишина за нивната болка. Така да сите чувства се прифатливи и секако се додека не ги повредуваат другите или не ставаат нас во ситуација да се повредиме себе си. Но навистина, тоа прашање што понатаму, можеби е едно од најтешките прашања сега што излегуваат на површина. И колку и да сакаме од ова да избегаме брзо, да помине, да некако излеземе побрзо од оваа ситуација, вистината е дека не може тоа да се случи. Вистината е дека ќе треба време, дури тоа време не секогаш ги лечи раните, особено не на оние кои што се најблиски. Туку најверојатно ќе научиме само како да живееме со вистината, со реалноста и со болката која што оваа ситуација ја предизвика кај сите нас. Да, јас лично не бев во Македонија кога се тоа се случи и не ни знаев, бидејќи одлучив да поминам еден викенд без интернет и со луѓето кои што бев во Шведска. Првата реакција, првото нешто што ме праша што се случило во Македонија. И тоа е едно нешто кое што го примеме до сега, за жал, сме имале работи кои што се случиле во Македонија и кои што не потресле, не направиле да се чувствуваме вака, ако не и слично, ама не досегна да излезат надвор од Македонија и да излезат надвор од Балканот. И окей, што се случило во Македонија, што се во Источна Македонија, мене првата помисла ми беше, окей, дали нешто се има случило во Струмица. Бидејќи јас сум од Струмица и кога земав телефон, почнам да разгледам и гледаш и не ти се верува. Мислам дека тука е тој момент на неверување, дека вакво нешто може да се случи и кај нас. И нешто слично, тоа изборавме исто како што се случи случајот во Србија пред колку веќе година дена со пукањето во училиште. Так. Тие се некои работи кои што мислиш дека се толку далеку од тебе, нели, тоа пукање се случува
скоро па на секој ден слушаме дека имало нешто такво во Америка, пожари, знаеме имало и на повеќе различни места, ама дур не ти се случи кај тебе во двор, што се вика, е многу потешко и во тие први моменти тој шок те превладува и малце си парализирана. Другиве не им е јасно околу мене зошто е тоа така, бидејќи мало место сме. За некоја среќа, еве, не познавам ниту еден лично кој што беше таму и кој што е директно инволвиран, ама како што зборевме и пред да почнеме со снимање, познаваме многу луѓе кои што имале некој таму или кои што имале блиски таму, дали тоа било на самиот ден или познаваме луѓе од Кочани кои што можеби има и сигурно имаат блиски кои што загинале таму, бидејќи така. Кочанија и Македонија е едно мало место каде што сите не на некој начин сме поврзани. Така. Токму така. И тоа, баш тоа што го кажа, знам и дека некои други колеги го спомна истото во нивните изјави по медиумите, дека некако ова е како на сите дома да ни се случува, како на сите да ни е блиско, не е нешто што е далечно. И заради тоа се јави тој шок и тоа неверување и таа силна реакција, нели, емоционална. Од една страна, таа реакција, нели, на шок и неверување која што беше присутна кај сите, е нормална и типична реакција и многу интересно како функционира нашето тело и нашиот ум. На некој начин е одбрамен механизам на оној преголем удар или таа преголема болка, преплавеност од емоции и чувства кои што се јавуваат во вакви моменти. И телото се обидува некако да го амортизира тој удар и заради тоа има потреба да се јави тој шок и тоа неверување. Во тие моменти на шок и неверување луѓето многу често имаат потреба, нели, да доаѓа и паниката можеби заедно со тоа. Почнуваат еве како што си бил ти во ситуација, почнуваш да размислуваш, проверуваш, да не некој што знам бил таму. И полека оние служби кои што се, нели, во првите редови почнуваат да се реорганизираат, да се организираат, да пристапат на терен. И некако влегуваме полека во оној период како што сме овие денови на таа солидарност, емпатичност, херојски чинови, нели, да се спасат повеќе животи, да се помогне на повеќе луѓе во потреба, што е една нормална повторна реакција и една фаза, како што ние психолозите знаеме да кажеме, која следи по една доживеана колективна траума. Колективна траума е затоа што, нели, засега поголема група на луѓе. Така да, се она што се случува овие денови е навистина нормално и очекувано, ништо не е надвор од она што треба да го очекуваме во вакви ситуации и заради тоа треба да сите ние работиме на тоа да го гледаме на начин со прифаќање. Дека се јавја тоа ме натажи малку дополнително што видов некои луѓе повикуваат да не се собираат луѓето, да не зборуваат за ова, да, нели, на начин да ги спочитуваат оние кои што се најмногу засегнати или починатите. Но луѓето имаат потреба да го направат тоа. Имаат потреба да ја поделат некако тагата еден со друг. Имаат потреба да зборуваат за тоа што се случило. Затоа што така нашиот ум некако го процесира она кое што го добило како информација. Ако ние не зборуваме, потиснеме чувства, емоции, не си дозволиме тие емоции да излезат на површината, ние како да сакаме да ја замрзнеме таа тага која што дополнително после може да направи други проблеми, потешкоти. Да, и тоа е многу тешко баш во ваква ситуација, бидејќи е поразлично од ситуации кои што се случиле на одредена личност или на неколку индивидуи, не, ова се случува на цела држава. Без да се обидеме да минимизираме болката која што фамилиите и оние кои што се директно засегнати во самиот пожар, но секој еден од нас, без да се ги правиме нашите чувства поважни или помалку важни,
зафатен од ова, ние сме допрени од ова. И од тука, кој што каже ти, представува таа потреба да зборуваме, затоа и, нели, затоа и подкастов постои, за да зборуваме за овие чувства, да зборуваме како сме, како се чувствуваме, без разлика тоа дали ќе станува збор за одредена работа која што е во склоп на ментално здравје или е работа која што не се случува на работно место, дома, надвор. Так. И од тука да, некојаш си е зреволтира, некојаш можеби ќе те натажи кога ќе видиш луѓе кои што се надевам и од добри намери го повикуваат на такви некои работи, ама по друга страна кога гледаме и кога, не знам, синоќа мислам имаше повик за од 20 до 21 часот да се исклучи светлата за да им се отеде почит. Имаме ние потреба да направиме тоа. И треба да направиме тоа, и тоа баш зборевме и кога се договаравме дали да има потреба од ова и за да зборуваме и за тоа како ние се чувствуваме, за да и ти го спомна тој може да се надополниш. Им ги валидираме чувствата на оние кои што се директно засегнати, бидејќи сите така се чувствуваме во моментот. Так. Да, јас на вистина верувам дека сите ние нели, што и да имавме како идеја и замисла овие денови потегнавме да направиме, еве некои луѓе пишува на своите статуси да нели се остане во тишина, во мир, повикува нели луѓето да одат во црква, да запалат свеќа, да посетат духовно лице. Некои повикува ајде да се собереме, други повикува на протест. Значи никого нели не би сакала да ни една идеја не би сакала да ја потцрнам, затоа што пак ќе кажам, овакви ситуации нема правило како треба да се оджалува. Секој ќе оджалува на свој начин. Кај секого се јавуваат одредени чувства кои што има потреба да ги изрази и да ги искаже. Пак ќе го напоменам тоа дека важно е да не биде нели штетно по себе или по другите, да не ги загрозува другите, но во исто време таа форма како ќе оджалуваме сега понатаму за секого ќе биде различна. Дури и за семејствата кои што се директно засегнати, и тие на различен начин ќе пристапат кон својата болка и тага, и заради тоа мораме се задржиме да не осудуваме во овие моменти, да не посочуваме ова е правилно, ова не е правилно. Ова што сега го искусува нашиот народ и нашата држава, да кажем на ниво на држава, е прилика да навистина и како народ си дозволиме да чувствуваме. Си дозволиме да зборуваме за чувствата. Затоа што мислам дека во нашата култура тоа и не е баш на некое големо ниво или не е често присутно. Кај нас е не плачи, ќе се разболеш, така требало да биде, животот продолжува понатаму. Особено овакви ситуации, ако нешто вас директно не ве засега, што има сега ти да се потресуваш за ова толку? Тие пораки нели ги кажуваме или ги стигнуваат од некого до нас, не со лоша намера, нели, со намера да се охрабриме, да го прифатиме оно што се случило и да продолжиме понатаму. Но вистината е дека денес денот не е ист. И мислам, ни вчерашниот ден не можеме да го промениме, ни денешниот ден нема утре да можеме да го промениме и мораме да прифатиме реалноста. Но од друга страна тоа не го исклучува како ние навистина се чувствуваме во однос на ова. И заради тоа би сакала да повикам во овој момент така имам потреба да ги повикам сите, особено оние луѓе кои што се најблиску до оние кои што се директно засегнати, семејствата на загинатите, оние луѓе кои што преживеа и кои што тек ќе треба да се борат со целата таа траума која што искусија и нивните семејства, да внимаваме како пристапуваме до нив. Ако ги сретнеме, ако дојдеме во никаков контакт, да внимаваме кои зборови ги користиме. Затоа што ние знаеме дека секоја загуба има своја тежина и секоја загуба е тешка, но во психологијата некаде стои дека загубата на дете е најголема и најтешка за пребродување и дури мислам дека никогаш не
луѓето не ни успеваат да пребродат, само учат како да живеат со неа. И за други загуби е така, но нели ова загуба на живот, на млад живот, на дете, на вистина нешто што им носи најголема емоционална тежина и болка. Така да внимаваме, да бидеме освестени и на социјалните мрежи, какви пораки упатуваме, какви коментари оставаме, на кој начин си ја излеваме и нашата фрустрација, бесилутина, затоа што тоа сега и ќе следи. Да. Нели, ќе дојде реалноста, кога се повлекува шокот и неверувањето, се уваат одредени чувства и емоции, и ќе нудри реалноста ќе разбуди и одредени чувства на гнев, на фрустрација, на лутина. Да внимаваме и тоа како го изразуваме и да го искористиме на конструктивен начин. Таа енергија која што се да искористиме навистина на конструктивен начин, за да донесеме некаква промена која што дефинитивно не е неопходна. Да, веќе се уште не се чувствува реално. Мислам дека и ќе продолжи, барем еве за мене, да биде уште па чекај, дали стварно се случи ова што се случи и од кога ќе влезе, ќе се вратиме пак во реалноста каде што окей, да, назад сме со сите работи кои што ги правевме. Мислам дека тоа барем мене ќе ми биде најголем предизвик и тоа што го кажа ти, бирањето на зборови, не поради тоа што не знам, она искрено бирање на зборови, да биде навистина не сакам некој да се почувствува повредено или навредено, ама како, нели, пак се враќаме во таа реалност и како да продолжиме после тоа. Мислам дека тоа, ако не, ќе биде потешко од оние првични шокови, првични чувства, како понатаму. Затоа нели на почеток кажавме, тоа е и така сакавме и да зборуваме за се ова, бидејќи е многу важно и е многу важно да продолжиме да зборуваме за ова. Ама да, тоа ќе биде, барем за мене, ја го гледам како голем предизвик, што треба, што не треба. Колку е, не знам, кога станува збор, окей, да, сега сме во состојба да имаме 7 дена на жалост, ама окей, после тоа што се случува? Дали одиме назад на кој што бевме до пред недела Сабајле? Или мораме и тоа да го дефинираме сами за себе прво, ако не и сам треба да се дефинира, не можеме како општество, бидејќи нели сите сме различни, сите различно функционираме, различни животи живееме, ама е нешто кое што ќе биде голем предизвик. Така. Да, токму заради тоа што ете сите на различен начин некако најверојатно ја прифаќаме оваа ситуација, на различен начин ќе оджалуваме оваа цела состојба. Верувам дека ќе има луѓе кои што полесно ќе се вратат, ако можеме да кажеме, некако грубо во нормалата. Луѓе кои што ќе продолжат секако. И ние веќе, нели, на некој начин продолживме, функционираме. Тие што не сме директно засегнати, нели, одиме на работа, завршуваме тековни обврски. Иако за Кочани верувам дека времето застана и така и треба да биде, затоа што во тие ситуации не можеш да мислиш на друго освен на тоа што те преплавува во моментот. Како понатаму, јас би рекла што можам да направам сега во моментот, затоа што кога размислуваме надалеку, како што утре, што понатаму, што следната недела, на некој начин јас имам такво чувство дека размислуваме како некако да го заобиколиме ова, да продолжиме да се вратиме назад, побрзо да се вратиме на нормалата, побрзо да го имаме тоа чувство дека ги имаме работите во контрола, дека побрзо да се почувствуваме подобро, да ги разбудиме тие, да најдеме начин како да ги разбудиме пријатните чувства, да ги намалиме овие помалку пријатни чувства. Јас би рекла да одиме ден за ден. Да одиме и да навистина си дозволиме да се чувствуваме онака како што се чувствуваме. Мора да си дозволиме да го поминеме тоа, да го искусиме тоа, дури да доживееме болката на другите. Овие се моменти каде што ние најверојатно повеќето од нас и застануваат и се преиспитуваат за одредени работи.
ќе се јават прашања за животот, прашања за не знам, како да ги заштитам моите деца понатаму, дали е во ред сега, утре ќе се најдам во ситуација, ќе сака детето да оди на некој концерт, во некоја дискотека, што ќе направам тогаш? Како ќе реагирам? Како да ја вратам тоа чувство на сигурност, на доверба во институциите? Тоа може да се јави следно. Недоверба во институциите, потреба за промена, да се јави револт кај луѓето. Да не брзаме да го решиме проблемот, мислам да го решиме проблемот, можеби тоа не е соодветниот збор, но да не брзаме да ја прескокнеме оваа ситуација. Да го земеме времето, како што ќе им треба на семејствата време да оджалуваат, да го земеме ова време да се преиспитаме себе си, се погледнеме во огледало. Што е тоа што зависи од мене? Каква промена јас можам да бидам во ова, општество, во мојата средина, во мојата околина? Да го искористиме овој период за созревање. Како на лично на себе, наше лично созревање, така и созревање на нашата држава, на нашиот народ, на нашите институции, на нашиот правен систем. И откако ќе си го дозволиме тој период на оджалување на некој начин, секој на свој различен начин, нешто што се надевам дека ќе следи, почна да се случува, е токму тоа организирање, собири, меморијални настани. Некој прочитав, имаше идеја во некој коментар дадено, да се сруши тој објект таму, да се направи меморијален парк, да се посадат дрва или не знам, да се направи биста на починатите. Тоа е далеку сме сега моментално од тоа, нормално дека треба време да стигнеме и до тој чекор, но тоа е нешто што треба да следи. Тоа е нешто што на ниво на држава, што на ниво на град, што на индивидуално ниво, да направиме нешто што ќе ни помогне да ја уважиме оваа загуба што се случи, и нешто што ќе ни помогне да ја оджалуваме. Со цел, затоа што тоа мора да се случи со цел да го прифатиме тоа, да стигнеме до момент да го прифатиме, да го интегрираме во нашата меморија, во нашиот, да кажеме, секојдневие и живот. А секако дека тоа на семејствата кои што се директно засегнати ќе им треба многу повеќе време, многу поминување низ болката, работа на болката со цел да може таа болка да стане колку што е возможно прифатлива, со цел да можат да продолжат да живеат со истата. Така да мислам дека различно ќе биде за сите, различно ќе биде за луѓето кои што се директно засегнати, различно ќе биде за луѓето кои што беа во првите редови на помош, пожарникари, здравствени работници, волонтери, Црвен крст, психолози кои што се на терен и помагаат, а различно ќе биде за нас кои што, на друг начин се обидуваме да помогнеме со разговарање на оваа тема, со поддршка или на овој начин на сите оние кои што се чувствуваат засегнати од ова. Да, и некојаш е тешко да се зборува, поготово кога стана збор за оние кои што се директно поврзани со сето ова и директно допрени од се ова. Речи самата дека за нив ќе биде многу поголем предизвик и повеќе време ќе им треба, но кои се некои професионално работи кои што се со кои што за мене како некој кој што не може ни да си го представи сето ова, не можам ни да замислам како некој се чувства во моментов каде што има изгубено дали близок, дали дете, дали родител, дали било кој некој околу него, како тие се чувствуваат? Навистина, верувам дека можеби некој од нас сте искусиле загуба на близок, пак ќе кажам, различно е, нели, која е таа личност, каква улога имала во семејството, која била близината со таа личност. Од многу фактори зависи како ќе реагираат тие луѓе кои што се, нели, директно засегнати, но од друга страна, верувам дека прво е една голема болка. Значи, една скршеност. Ова е како еден неочекуван земјотрес кој што ви земал се. И, нели,
земјотресот е нешто што не можеш да го контролираш, е природна непогода, но ова е нешто кое што можеби беше возможно да биде контролирано и беше возможно да не се случи. И верувам тоа ја прави оваа ситуација уште по-тешка. Верувам дека таа болка, таа скршеност која што овие семејства ја чувствуваат, ќе води до други психолошки и психосоматски потешкоти, кои што со текот на времето ќе излезат на површината. Но јас не би сакала да зборувам, да предпоставувам, нели како професионалец можам да кажам дека како психолог, некој кој што работи со клиенти, можам само од моето искуство, нели, во работа со овие клиенти да кажам дека навистина тоа е една интензивна, силна болка, како да ви се распаѓа телото, како да не знаете, како да ви се распаѓа светот, како да е едно, најверојатно на почетокот секако, нели, едно големо неверување, но како ќе доаѓа реалноста, нели, тој шок ќе се намалува и реалноста ќе им станува пред очите, таа болка секако ќе има уште поголем интензитет. Ние, она што јас би сакала да го некако посочам денес е повторно, ако се наоѓаме во близина на тие луѓе, да ја почитуваме нивната болка. Да не ги брзаме во процесот на оджалување, да не ги форсираме да прават работи кои што не се чувствуваат дека сакаат да ги направат. Едноставно да им го дадеме просторот и времето. За жал не можеме да го сипнеме нивниот товар. Баш еве и ние како психолози има еден метод, нели, на прва психолошка помош, кој што се дава во првите моменти од вакви трагични настани. И самата метода вели едноставно треба да бидеш таму, да слушаш, да и помогнеш на личноста да се чувствува сигурно, да и помогнеш да ги обезбеди низините примарни физиолошки потреби, храна, вода, доколку има, да ја прашаш што е потребно. Така можеме сега на некој начин ние да помогнеме, доколку се најдеме во близина на некој кој што е директно засегнат од ова. Реално, дури ние психолозите немаме што многу сега да направиме. Освен да бидеме како еден член од семејството кој што ќе биде тука, кој што ќе биде тука да слуша, да поддржи, да уважи чувства, емоции, да плаче заедно со оној кој што навистина поминува низ болката. Можеби за месец дена од сега ќе се јави поголема потреба од разговор со стручно лице кај овие луѓе, затоа што тогаш ќе се случи таа реалност, сочување со реалноста. Тогаш ќе дојдат тие сите чувства и емоции кои што сега се, нели, дури како нереални, дали ги чувствувам, дури една тапост во некои дадени моменти, некои луѓе може да се замрзнат, да не чувствуваат, не дека навистина не чувствуваат, туку едноставно имаат потреба да ги замрзнат чувствата, затоа што тоа е еден вид на одбрамен механизам, за да може да се носат со тоа. Некои од нив, нели, ќе бидат можеби некои блиски членови на семејството ангажирани во тоа да се помогне на оние кои што се родители, кои што се брат, сестра, најдиректно поврзани. И тоа ќе одложи нивната прилика да оджалуваат, затоа што мораш да се мобилизираш сега да бидеш тука да помогнеш. Но тоа секако не значи дека и тие нема да имаат таа потреба. Затоа верувам дека не знам, ќе биде тешко за сите, повторно ќе кажам, како да продолжиме понатаму, тек ќе се јави потребата да се биде поддршка на оние кои што се директно засегнати, но пак ќе го кажам тоа, да не брзаме. Да не брзаме да избегаме од ова. Да го искористиме сите ние, да се преиспитаме себе си и лично и како општество и да навистина го искористиме како момент на созревање. Да. Ја мислам дека со ова може и да превршиме. Мислам дека да, тешко е, многу е тешко е сега да ги најдеме самите зборови како и да превршиме се ова, ама би сакала да повикам и апел до како што да поддржам тоа што ти го спомна сега,
да ги чувствуваме нашите чувства, М. да ги уважиме и да на било кој начин секако доколку не повредуваат некој друг или самите себе не се повредуваме, да бидеме окей со нив и да го направиме тоа што мислиме дека ни е потребно во тој момент. Има голем број на различни места каде што може секој оној кој што е засегнат и кој што се чувствува засегнат од цело ова да побара помош. Ќе ги ставиме во самиот опис на оваа епизода сите броеви, сите можности каде секој може да побара психолошка помош и ја друго не знам што би рекол, доколку имаш ти нешто да се надополниш за крај, не знаем уште како ќе продолжиме, нели? Следна недела се надеваме и доколку има потреба секако ќе зборуваме повеќе за ова, но во моментов сметаме дека ова е тоа што ние како подкаст може да го дадеме и овде би превршила епизодата и би ти дал само можност ти да кажеш што имаш до крај. Јас сум навистина ја поздравувам вашата иницијатива и покрај тоа што е тешко да се зборува на оваа тема, како сите да сме нели без зборови, не знаеме што да кажеме. Сепак ви одлучивте да зборувате и тоа го поздравувам како иницијатива и верувам дека ќе биде добар пример за понатаму да навистина не ги потиснуваме, игнорираме, да не ги заобиколуваме непријатните чувства, да бидеме слободни да зборуваме и за нив, да си дозволиме да ги искажеме, затоа што токму тие чувства може да не поврзат со другите. Мислам дека во овој период сите некако имаме потреба од тоа поврзување со другите, искажување на нашата емпатија и сочувство, да го негуваме тоа и се надевам дека и понатаму и кога ова можеби малку ќе биде зад нас, дека нема да заборавиме на таа солидарност, на таа емпатија, на уважување на другиот, поддршка на оние кои што се во потреба околу нас. И навистина, комората на психолози, други советувалишта психолошки ја нудат својата бесплатна психолошка помош за сите. Ги охрабрувам сите кои што почувствуваат некаква промена во своето расположение, во своето секојдневно функционирање, да побараат поддршка и помош не е срамно, напротив е знак на храброст, на зрелост и да си го возможат оно што им е потребно во моментот. Така да ете, тоа би било порака моја до сите да навистина си бидеме во овој период поддршка едни на други колку што можеме.